Добар ден, почитувани гледачи, стартуваме со уште едно издание на нашиот подкаст Универзум. Откако во претходните две емисии зборувавме на други актуелни теми, зборувавме за туризмот, па зборувавме и малку за политика, денеска повторно се враќаме на нашата базична тема образованието, бидејќи ова е период кога младите луѓе ќе одлучуваат каде да го продолжат нивното високо образование. Верувам дека денеска ќе им помогнеме да решат некои дилеми. Со мојата денешна соговорничка, доцент доктор Гордана Серафимовиќ, професор на Универзитет Скопје. Професор, ќе ви благодарам што сте дел од Универзум. Ви благодарам за поканата. Како што спомена во најавата, ова е период во кој младите луѓе се исправени пред една важна одлука, период кога треба да одлучат каде ќе го продолжат своето образование, па ајде еве како да го направат вистинскиот избор на високообразовна институција. Така е, ова е несомнено еден од најтешките периоди и најзахтевните во овој период кај младите граѓани. Особено заради тоа што изборот на образование е основа или темел за нивната иднина. Мојот совет за младите матуранти е дека треба да се осврнат кон себе, да направат една самоанализа, да се послушаат себе, да проверат кои се нивните желби, нивните потреби, да не тргнуваат од престижот на родителите и желбата за нивниот избор. Напротив, да го направат изборот самите. Освен само анализа, треба да направат една компаративна анализа на она што го нудат универзитетите. Какви програми нудат, каква е нивната практична компонента, каква е поврзаноста со индустријата и секако каков е кадарот, односно каков е квалитетот на кадарот кој што тие го нудат. Изборот кој што ќе го направат матурантите е нивната иднина. Односно, они треба да знаат дека со самиот тој избор вложуваат и си овозможуваат професионален и кариерен развој, а не само да стекнат диплома. Го споменавме кадарот. Ние во нашиот подкаст многу често зборуваме за кадарот на Универзитет Скопје, па дури и вашите поранешни студенти, оние кои што поминале, исто така кажуваат колку се презадоволни од вниманието кое што им го посветува кадарот. Дали наставниот кадар е она кое што го прави Универзитет Скопје поразличен од другите сродни институции? Така е, апсолутно. Наставниот кадар е срцето на секоја високообразовна институција. Токму така и на Универзитетот Скопје се гордееме со еден тим на професори кои што се богати со практично, академско и професионално искуство, кои не само што предаваат, туку мотивираат, се визионери и водачи. Вистинскиот професор не треба да биде само предавач, туку и да биде двигател на промените. Токму поради тоа Универзитетот Скопје во своето делување креира една атмосфера на академска култура во која што професорите се агилни, ажурни, достапни за студентите и секогаш мотивирани да го извлечат најдоброто од нив. Што е она што Универзитет Скопје го прави поинаков од другите високообразовни институции? Какви наставни програми, да речеме, еве се нудат кај вас? Видете, Универзитетот Скопје е лидер во образованието. Ние не ги следиме промените, ние не ги следиме трендовите, ние ги креираме и ги диктираме трендовите. Нашата програма е иновативна, изобилува со промени кои што ги следи, изобилува со програми кои што ги следат промените во секојдневието на глобалниот пазар, но и на локалниот пазар. Така е прилагодена на потребите и е целосно фокусирана на студентот. Комбинираме теорија со пракса, внесуваме дигитални алатки и секако работиме на современи студии на случај. Уште нешто што не одвојува од другите универзитети е тоа што креираме една средина на критичко размислување и средина во која што ќе биде култура за доживотно учење. Односно, студентите ќе се навикнат дека учењето ќе биде склоп од нивниот живот до крајот. Ја споменавте практичната настава, па еве ме поттикнавте на следното прашање. Практичната настава која што ја добиваат задолжително студентите во текот на нивните студии, она што практично ги подготвува за пазарот на труд. Колку оваа практична настава е важна за студентот, да речам, не само што ќе му ги отвори вратите понатаму полесно да се вработи, ќе го подготви за сите предизвици кои што го чекаат во животот. Така е. Практичната настава е суштина на образовната филозофија на Универзитет Скопје.
Нашите студенти не се пасивни слушатели. Тие се активни учесници во секој процес. Што значи тоа? Дека се активно вклучени во секој проект, реален проект. Активно се вклучени во настава надвор од универзитетот, практична настава во компаниите, пракса во современи услови на делување во индустријата. Тоа им овозможува на студентите, односно ние, заедно со нив, им помагаме да ја ослободат нивната енергија, односно да ја изградат својата професионална, да ја надоградат својата професионална самодоверба, така што ќе бидат подготвени да по самото нивно дипломирање веднаш се вклучат на пазарот на трудот. Зошто е важно да се вложува во човечкиот капитал? Тоа беше и мојата тема на докторскиот труд. Човечкиот капитал е најважниот ресурс што го поседува една држава. Тоа е образованието, вложувањето во кариерата, квалитетното здравство и така натаму. Онаа земја која што ќе го свати тоа на време и безпрекорно ќе вложува во сите овие претходно спомнати фактори, е земја која што има стабилна економија, земја која што има силна демократија и инклузивно општество. Овие земји за себе, односно за образованието, велат дека не треба да се троши на образование, затоа што тоа е стратешка инвестиција. Така, подготувајќи се за овој разговор, професор, ќе читав една ваша колумна во магазинот за туризам и менеджмент и таму ќе кажете, поединците треба постојано да ги ажурираат своите вештини и знаења за да останат конкурентни во работната сила. Како тековното образование кое ги следи актуелните промени влијае на одржувањето на човечкиот капитал? Токму така, во таа колумна зборувам дека живееме во едно време на континуирани трансформации, дигитализација на процесите, автоматизација, креирање на нови професии од денес за утре, односно преку ноќ. И сето тоа значи дека класичниот модел на она еднаш стекнато образование веќе не е доволен. Односно дека Универзитетот Скопје се труди да ги адаптира сите промени кои што се случуваат во современиот пазар. Односно, можам слободно да кажам дека Универзитет Скопје е пионер во адаптацијата на промените. Што правиме ние? Правиме нови програми секоја година. Вклучуваме нови модули, вклучуваме нови предмети, нови професори. Актуелни настани кои што се случиле ги вметнуваме во тековната програма и така натаму. Со сето тоа овозможуваме на студентите една плодна почва за работа. Односно работиме со нив на ажурирање на нивните вештини, она што вие сте го прочитале во колумната. Значи, Универзитетот Скопје го има клучот за Универзитетот Скопје го има клучот за одржлив човечки капитал. Значи, ние на нашите студенти им овозможуваме да ги ажурираат континуирано нивните вештини и да бидат отворени кон нови знаења. Така, факт е дека Универзитет Скопје низ годините наметнува високи стандарди во образованието и дополнително е и пример како општествено одговорна институција. Колку останатите сродни високообразовни институции треба да го следат овој пример? Видете, секоја високообразовна институција треба да биде, односно има обврска да биде двигател на позитивни општествени промени. Ние како Универзитет Скопје не само што сме високообразовна институција, туку сме партнери со заедницата. Креираме платформи, правиме форуми, конференции и на сите тие настани ние вклучуваме заедницата. Со самото тоа што ја вклучуваме, ние промовираме инклузивност, промовираме одржливост и активна граѓанска свест. Веруваме дека сите универзитети треба да го следат нашиот пример и да бидат лидери во високото образование, зашто само така ќе може да ја покажат моќта на знаењето која што ќе биде апликативна во општеството. Така, факт е дека имаме квалитетно образование, имаме квалитетни млади луѓе, но на крајот на денот, за жал, исто така е факт дека имаме и одлив на млади мозоци надвор од границите на Македонија и тоа низ годините постојано ни се повторува. Што може да направиме, што треба да промениме за да ги задржиме младите дома? Според мене одливот на мозоци не е само лична, туку е и една системска приказна. Ние имаме проблем во државата. Треба да го направиме тој еден триаголник образование, држава, бизнис сектор. Затоа што само така може да креираме една средина во која што младите ќе се чувствуваат сигурни, вреднувани, средина во која што ќе имаат можност да напредуваат, каде што знаењето ќе им биде валидирано и наградено. Само така ќе имаме можност да ги задржиме тука.
токму на тоа работиме со универзитетот, да го направиме тој мост меѓу талентот и реалните можности на пазарот тука во Македонија. Универзитет Скопје кон крајот на минатата година, ако не грешам, беше платинен спонзор на еден настан женски економски форум, кој што се одржа во Скопје. Како кадар од универзитетот, како активен професор, бевте дел од овој настан, говоревте на настанот, зборувавте токму за новитетите во високото образование, кој ги наметна Универзитет Скопје. Ајде малку и тој настан да го фатиме. Така, драго ми е што бев дел од тој настан, еден женски форум, на каде што можеше да се слушне женска енергија и баш на тој настан беше одлична можност да ги презентираме сите чекори кои што Универзитетот Скопје ги превзема за да остане авангарда во високото образование. Она што навистина ме импресионираше на тој настан е што секој од свој аспект, нели, дали се политичари, дали се жени од бизнис секторот или предприемачи, жени предприемачи, секој од својот аспект зборуваше за тоа како треба да се задржи младиот кадар во Македонија. На тој форум јас зборував за дигитализацијата, за имплементациите кои што универзитетот ги за начините кои што ги имплементира универзитетот, за она што како ние се прилагодуваме кон промените, како наставните програми ги прилагодуваме кон истите, но најмногу задоволство чувствував или најголемо задоволство ми беше кога зборував за студентите, за нашите студенти, заради тоа што нивната енергија, нивната мотивација, нивниот поттик се навистина доказ дека универзитетот вложува во човечкиот капитал и за тоа е награден. Така и како што почнавме, така и ќе завршиме. Се надевам дека преку овој наш разговор им помогнавме барем на оние млади луѓе кои што се уште не се одлучиле, кои што се во дилема каде да го продолжат високото образование, па ете можеби да дојдат до Универзитет Скопје, да се информираат за наставните програми кои што вие ги нудите, па можеби Универзитет Скопје да биде нивната следна дестинација. Така, ви благодарам за поканата и вратите на Универзитет Скопје се секогаш отворени за нашите идни студенти. Така, ви благодарам и јас за разговорот, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со уште едно издание на Универс.